Ова е приказ за кавадарци што го има само во душата на Джеват Алибеговски, човекот кој за себе вели дека е во зајди сонцето од животот. Мојата родна куќа беше на 3 чекори до јаворот. Значи, за мене јаворот е символ, не само символ, него синоним на кавадарци. Не можам да си го замислам кавадарци без јаворот. Ова е жал за родната грудка, галење на спомените од младоста, сеќавања што никнуваат како печурки по дожд. Ова е приказ за кавадарци што го има само во душата на Джеват Алибеговски, човекот кој за себе вели дека е во зајди сонцето од животот. Го носам кавадарци у својата душа и верувајте ми, 87 година, 1987 година сум пензиониран и 90% од моето слободно време ми оди малку пишувањето од рака, што велиме ние кавадарчани, и 90% од моето слободно време го употребувам, му го подарувам на кавадарци, цел ден пишувам сам. Приказната е за кавадречката чаршија во 30-тите години од минатиот век, за Ѓурѓовденскиот и Крстовденскиот панаѓур, за вкусните шеги со пријателите, но најмногу за јаворот. Јас сум роден во путот на јаворот. Мојата родна куќа беше на 3 чекори до јаворот. Значи, за мене јаворот е символ, не само символ, него синоним на кавадарци. Не можам да си го замислам кавадарци без јаворот. Јас ги молам кавадарцани, ги молам сегашните генерации. Ако тој јавор еден ден ептен се изсуше, на тоа место садите уште еден јавор. Оти јаворот и кавадарци, тоа се два близнака. Родниот крај не е само родното место, родната куќа и улицата. Родниот крај се сите настани врзани за него, па и пакости што може да ги направи реката, која го добила името Луда Мара заради нејзиното беснило. Луда Мара у текот на годината беше скоро 9 месеци без вода и обично, ако летно време, по големите горештини, во Тиквешијата се случуваат тие така наречени бурни дождовни денови, ќе надојдеше, ќе се накренеа облаците над Битачево, над Мокриште и тогаш кавадарчани ќе излезе да ги гледат облаците, молскавиците, мањите по кавадаречки, крмотевиците и ќе речеше некој, сега Луда Мара денеска ќе побесне. И навистина Луда Мара ќе побеснеше. Ќе влечеше камења пред себе, ќе влечеше дрвја, ќе влечеше некои стари племни и за среќа на кавадарчани еднаш ја облече и општината Кавадаречки. Тоа беше една стара зграда. Зошто велам на среќа? Затоа што во општината беа сите тие книги каде што пишува обврските за данок на кавадарчанецот. Данок за ова, данок за оно, те патарина, те не знам, за стоката данок и така натаму, а меѓу другото и книгите за војните книги. Значи за младинците кои што се евидентирани за да одат војници. Па кога ја однесе Луда Мара општината, кавадарчани за прв пат беа весели, оти рече, нека имало штета, штетата ќе се надокнаде, ама добро е што ја однесе
општината и ги однесе сите овие работи што не ни чинат. Сепак мачно се живеело, особено во семејствата каде што само од земјоделство екзистирало. Тушност некаде по почетокот на 20-тиот век Медитеранот го зафати сите тие средоземноморски земји, го зафати една катастрофа. Тоа беше болеста филоксера, болест на лозето, на виновата лоза. А пешијата и оште Медитеранот е познат уште илјадници години пред тоа како регион со лозови насади. Тогаш, тоа 20-тите години во овој век што помине во 20-тиот век, филоксерата просто го уништи лозата. И луѓето мора да се преориентират на друг вид на билки за да екзистират, да може да работат. Тоа беше афионот, тоа беше памукот, тоа беше сусамот и уште ред такви. Кавадаречкото поле, текот на целата година, зимите беа тога, зимата беше многу снег, не знам, можда така и ни се чинело, и куќите беа мали, па ни се чинеше од снегот е висок колку куќата. Или ќе имаше многу снег, или ќе имаше многу горештина. Па сега полето личеше на едно бело платно зимно време или на едно сиво платно летно време. Немаше живот. За разлика од месец мај или почетокот на јуни, кога расцветуваше афион. Тоа убави афионски чушки цветови со бел цвет, бела боја или со розова боја, тогаш пешијата личеше на еден многу убав кили. Така да не можете да се изнагледате. Иначе големи приходи од тоа што го работеа кавадарчани немаше. Сепак, луѓето биле задоволни. Добродушни, блиски меѓу себе, знаеле да се веселат. Луѓето во тоа време беа тешки сиромаси. Тоа беа многу тешки времиња. Работеа на поле, изморени, исцрпени, гладни, недоволно убаво облечени и така натаму и така натаму. Меѓутоа, добродушни, меѓу себе блиски, така натаму. Знаеа на сиромаштијата да ја спротивстават веселје, свој начин на компензација на тоа што овака го праe сиромаштијата. Оно што спомнавте за прочка. Па тоа знаете како, тоа е една посебна феста, едно посебно доживување, едно смење, едно расположение, еден ден, незаборавен ден во годината. Обично ќе се облечеа машките во женски алишта, жените во машки алишта, ќе изиграваа момче и девојче, ќе прави еден, така да речам, национален театар кој што ќе оди по улиците, ќе се собират луѓето, ќе ги гледат, ќе се смеат, ќе ги даруват и така натаму и така. Јас се сеќавам еден, имаше сега веројатно покоен Ило Малинката, тој беше еден многу огромен малице човек и ќе си облечеше фустан, како наоѓаше толку долг фустан голем да го собере него, и невестата му беше машко, облечено исто, поправо маш, овој беше невеста, момчето мало, а невестата два пати поголема. И тоа само по себе си вака делуваше убаво, смешно. Тоа е една работа. Друго, исто така, незаборавно ми е тоа живење за време на Великден, за време на празниците. Ево, за Великден, да речам, незаборавно ми е една слика
жените ќе излезеа, ќе ги попрска зидовите, улицата цела со вар, а тогаш немаше овие крајони, спреови, тоа така ќе се останеше. И кавалерот си мирисаше на чистота и на вар. Имате ли некоја личност која можете да издвоите вашето сеќавање? Па видите да ви кажам, личност која што мислам ти никогаш нема да ми избледе, тоа е личноста на покојни Васил Хаджиманов. Тој е еден човек кога што го познаваше секој кавадарчанец, човек кој што стекна таков углед, таква слава, човек кој што го афирмира кавадарец. Васил Хаджиманов го репрезентира кавадаречкиот музикален човек и надворот кавадарци. Во тоа време кога не можеше да се замисли да се дојде до Скопје, Васил Хаджиманов организира една посета и настав на кавадаречки хористи, на кавадаречки музички состав, на кавадаречки мешничарски состав и со тој состав настапи у Белград преко Радио Белград. Беше тоа време за романтизам на сиромашната душа, кога луѓето тивко разговараа меѓу себе. Така и се љубеа. По моето мало имаше еден чичко Мијајле се викаше, некаде беше од Витачевските села, имаше ќерка Љуба. А таа Љуба беше влюбена во еден тенекеджија, занечија, Душан Боривацов се викаше. И еден негов другар, исто така, Боро Муфтаров, со една девојка Сиика. Па, овие сите, тоа беа музикални деца, музикални младинци, по право, правеа една клапа, да речем, така како што ги нарекува сега. И ќе се собереа, па ноќта, онака баш како што и во книгата пишувам, месечина полна, тиха, кавадаречка, тиквешка ноќ, летно време, а клапата полека на прсти газе доваѓа под пенџерето на девојката, Љуба, девојката си спие и почнува песната. На крај селото, куќица мала, во куќица девојка заспала. Ту ја драго чекам, обичаје да ќе дојди и да ќе јој прстен дојде. Така му беше сценариото, кога ќе си испее серенадата, девојката на која што се пее серенада, ќе земе да се заблагодари со сетнување на кибри, значи со светло. После ќе се тргнеа другите и ќе останаја на прозорецот Љуба и нејзиниот љубавник. Тоа тихо шепотење, тој страв да не чуе таткото, да не видат комшиите и така ќе помине еден дел од ноќта незаборавна и за двајца. Сеќавате ли на некоја шега која можете да издвоиме во овој разговор? Или на некој шегаджија без кого чаршијата не ја би добро? Па сега шегаджи многу имаше во кавадарци. Имаше поединци шегаджи
А имаше и фамилии, сите од фамилијата. Една од таквите фамилии беше Шоповите беа. Таткото Ристо, Гиго, поголемиот син, Блажо, Мито, Киро и така натаму. Сите тие на некој начин, како да има ген некој од таткото пренесен. Джеват Алибеговски прикажува и прикажува за кавадаречките занаети што веќе ги нема, за ривалството меѓу кавадарци и Неготино што се уште го има, за газозата и клакерот, првите пијалаци во содаџилниците, за првиот автобус за кој вели, кога дојде во Кавадарци како да беше се симнал Свети Илија од небото. Јас кога се погледам сега, кога се гледам во Кавадарци, верувајте ми, мислам оти во Кавадарци немаше ни толку овци колку сега има возила. Не знаеме дали Джеват Алибеговски си ја испразни душата зборувајќи за градот во кој оставил дел од својот живот, од својата младост. Не е срамно да се плаче за родниот крај, особено ако се знае дека еден ден сите ќе ги доживееме истите чувства. Тогаш, кога денешно Кавадарци ќе го измени својот лик кон уште поубаво, но нема да биде такво какво што ние го знаеме од детството.